Синоќа во спортскиот рекреативен центар 25 мај во Радовиш се одигра големото финале од футсал купот на Македонија, каде екипата на Форци одбрани куп титулата со владувајќи го Осово од Криво Паланка со 5-4. Тешко финале со многу погодици и многу шанси. Осово беше силно мотивиран во неговото прво историско финале да дојде до првата историска титула против Форца која триумфираше и однове освои двојната круна. Како што видовте сами, баш финале како што заслужува публиката овде во Радовиш да погледне и цела Македонија, неизвестно до самиот крај, одличен надпревар. Впрочем и екипата на Осогово влезе доста борбено, доста мотивирано. Они со самото влегување во финалето се испишаа некоја своја историја, меѓутоа беа доста мотивирани, доста борбени и се трудеа до крајот на надпреварот да го освојат ова финале. Ние, за жал, имавме неколку пехови на повредени играчи, како што видовте и самите, меѓу Драган Петровиќ, јас, кој што одиграв само некои 2 минути можеби на надпреварот. Така да, во однос на тоа, сепак успеавме да одбраниме титула, да освоиме повторно дупла круна и да завршиме оваа сезона баш како што си очекувавме и ние. По само една минута игра, Давид Ристовски постигна гол за 0-1 водство на Осово, но потоа веднаш врати Форца, откако искусниот Зоран Левески погоди за 1-1, а веднаш потоа Форца направи пресврт со втор гол на Зоран Левески погодок на Јасер Зекири за 3-1. Пред крајот на први дел Кристијан Станојковски погоди за 3-2 на полувреме. Во втори дел онново брз гол на Станојковски, откако погоди за 3-2, а веќе во 23-та минута Осово направи пресврт на 3-4 и со тоа тимот од Криво Паланка имаше нова предност. Форца преку капетенот Таулон Дисмиле дојде до ново изравнување на 4-4 во 28-та минута, а 4 минути подоцна Артон Јузи погоди за конечни 5-4. Токму така беше како што изјавивте и вие. Финалето, како финале сегогаш е тешка финале. Но ние почнавме добро, но на пола утакмица се соочивме со големи проблеми. Зоран Левевски не се повреди, Драган Петровиќ се повреди. Имавме 3 играчи повредени само со една измена. И така ни се отежи утакмицата и видовте и вие како се одвиваше утакмицата на крај. Драма беше, но сепак искуството доаѓа во прид. Надпреварот беше тежок пред се за Форца кој имаше и повредени играчи, но сепак искуството го направи своето. Како да кажам, тежок надпревар секако, но ние бевме улога на фаворит со освојување на шампионска титула. Имавме императив на победа да го одбраниме купот од минатата година. Имавме некако повредени 2-3 играчи што ни влијаеше во ростерот на целата утакмица да наметнеме ритам, да наметнеме темпо. Меѓутоа, сепак квалитетот дојде до израз на крај. Форца ја освои двојната круна пред тимот од Куманово, сега се европските предизвици, квалификациите за Лигата на шампиони.